изутринава ја обработувавме на некој начин онаа втора глава од Даниел, поготово не се задржуваме сега на сонот, на значењето на сонот, туку на тоа како Даниел со неговите другари се држал за време на тоа робство во кое што, изгнанство во кое што тие се нашле далеко од својата земја. И видовме дека Даниел бил навистина мудар, бил благословен од Господа покрај оној прв испит, што би рекле помал испит, да добие и мудрост на разбирање и на соништа, толкување на соништа и така натака. И веднаш тоа му се укажала прилика во втората глава, веднаш кога Навуходоносор е на власт во првата негова година, или како беше втората. Ајде да отвориме во Даниел, да не зборуваме на памет. Даниел втора глава, мислам дека беше во првата негова година. Од владењето на... И втората беше. Да, во втората година. Да, во прва глава, оној прв испит беше само што стапил тој. Добро. И веднаш има таа прилика да му го протолкува и да му го каже, не само да му го протолкува сонот на Навуходоносор, затоа што тој тотално го заборавил, и видовме каков пристап имал. Прво, навистина не се плашил, бил сигурен во својот Господ, ги собрал своите другари и му упатиле молитва на Господа. Не знаеме колку се тоа трајало, но добиле одговор една и го прославиле Господа секако. Оној значаен стих, односно значаени стихови кои што ги истакнав, пак и ги прочитам 27 и 28 стих од втората глава, гласија: тајната што царот ја истражува, не може да му ја откријат на царот мудреците, волшебниците, гадачите и проколнувачите, ама има на небото Бог кој ги открива тајните, и тој му го соопшти на царот Навуходоносор она што ќе биде во последните денови. Се сеќавате на самата таа средба на Навуходоносор ќе му каже: ајде кажи ми, дали си способен да ми кажеш кој е сонот и да ми го протолкуваш сонот. Дали си ти способен? Но Даниел му одговара: не јас, туку има на небото Господ, кој што тоа го може. Секојаш слава му давал на Господа. Тоа е верниот, цврстиот и понизен Даниел. Навистина е големина која си во криза, во еден ваков момент, каде што животот му висел на конец, му бил во опасност, можел да го изгуби својот живот и тој, и неговите другари, но и сите мудреци. Тој препознава дека е слаб, не се потпира на своите способности, туку целата слава и целата насоченост, дури и самиот цар, сите ги насочува на единствениот Бог на небото, кој што ги знае сите тајни. Веројатно имал во предвид некои од мудростите во Светото Писмо, како, например, речеме да отвориме во Јов 12:13. Ќе видиме два стиха. Јов 12:13. Но во него, во Господа, е мудроста и силата. Во него се советот и сета разумност. И сиот разум и мудрост и сила што Даниел ги имал, ги поседувал, биле од Господа. И тој тоа добро го знаел и затоа и ги барал од него. И цврсто се држал до Божите принципи и сето оно што му било откриено, ја живеел светлината која што ја познавал, живеел според светлината и така Господ го обдарил со мудрост и со знаење. Да прочитаме сега во Псалм 11:2, исто има еден интересен стих. Псалм 11:2.
И ќе се задржиме на една од исто значајна карактеристика што имал Даниел, која што треба секој еден христијанин да ја има. Посебно нам ни е потребна во ово последно време. Со гордоста доаѓа срамот, а мудроста е во смирените. Мудроста е во кротките, мудроста е во понизните. Даниел поседува исклучителна понизност. Знаете, понизноста денеска се смета за слабост. Така сме учени во овој вавилонски систем денешен во кој што сме живееме. Уште од мали години, уште во училиште, сетете се, еволуција. Сме настанали од некои пониски врсти. И кога ќе знаеш такво нешто, тогаш животот некако изгледа безцелен, односно немаш одредена цел, па самиот си креираш некоја цел и живееш живот каде треба да го згазиш другиот, за да ти успееш. Живот на престиж, на кариера и така натаму, каде што, нели, појакиот е тој кој што преживува, според еволуцијата. Значи, зависи што човек живее, каков концепт на живот прифаќа, таков му е и животот. И јас ќе се сетам, еве ќе ви споделам еден момент кој што најверојатно не го знаете, не знам, од моето минато пред Христа, односно од моите училишни години од основно. Значи ќе бидам малку нескромен сега, но ќе ви кажем еден момент кој што, мислам, само ја одразува таа природа човечка и тој концепт по кој што живееме и сме живееле. Значи, во периодот пред Христа. Се некако ми е замаглено и веројатно Господ сака целосно тоа да го избрише од мојот ум, затоа што не е ни битно. Меѓутоа, во контекст на ова што го зборуваме, значи, успех, да бидеш прв, да бидеш најдобар и така натаму, она што и во денешниот систем, вавилонски. Значи, 5 и 6 оделение, воопшто не излегував, не одев на никаков надпревар таму училишен, па далеко од општински. И некако, не знам што беше, ама веројатно, некој ме натера, дали некој од учителите, од наставниците. И секако го има и тој дел. Она за што зборуваме, да бидеш подобар од другиот. И почнав од 7 оделение, значи 7 и 8 оделение, одев на надпревари. И малку фалеше да го стигнам со освоените дипломи, оној што беше пред мене. Тој не беше од мој клас. И не знам, по природа може и бев таков, не бев заинтересиран, нешто друго ме влечеше веројатно и така натаму, но постоеше таа желба, нормално, да бидеш подобар. И некако на крајот ми дадоа утешна награда, заедно со него, направија некој исклучок, обично секоја година избира ученик на генерација, мислам, генерацијски, нели, ученик на генерација 1, меѓутоа тоаш на некој начин двајца не избра. Иако јас бев за некоја диплома помалку од него, но знаете што? Дури и тоа може би било пресметано, затоа што јас колку што се сеќавам, ова колку ме држи сеќавање, сега ова е малку дел од моите спомени, ја ни кажуваше своји спомени од пред некое време, колку што мене ме држи сеќавање, мислам дека тие дипломи после одигра значена улога за да јас се запишам на електрофакултет. Мислам дека играа некоја улога во бодувањето. И иако бев тамо негде во последните 10 од листата, влегов на листата од 350, ако не беа, не знам. И тоа овозможи да не ме соберат, да не ме регрутираат 91-а, знаете добро што се случи 91-а. Така да, не знам, Господ знае како ги мести, да ги намести коцките,
Но, што сакам да кажам, ви кажував еден пример и порано, во средно, исто. Повеќе ме влечеше така спорт, такви работи, иако не учествував во ништо официјално, но сум ви го спомнал ова, тоа беше трета или четврта година, значи во Штип додека учев, средно, кога не оценуваа по физичко, требаше се трча на 100 метри, значи спринт, а потоа и на 800 метри. И ја бев доста брз на трчање. Се сеќавам кога игравме фудбал, не бев некој дриблер, меѓутоа, ете тоа ми беше способноста, ки ги претрчам и не може да ме стигнат. Значи, освоив за малку второ место на таа трка, иако нели добив петка, и она егото, значи, за кое што зборуваме. На 800 метри бев меѓу последните. Веројатно го изгубив здивот или не знам што беше, но како и да е, потоа кога требаше да имаше можност као следен некој час кој сака да си ја поправи оценката на некој начин, ја не трчев на 800 метри, туку сакав пак на 100 метри да трчам. Зошто? За да бидам прв пред школскиот Саше, како се викаше, од Штип. Тоа е тоа, меѓутоа тоа е она како функционира светот. Затоа понизноста реков дека е нешто што се карактеризира како слабост. Но го гледаме Даниел, се карактеризира токму со тоа. Да прочитаме сега во Галатјаните, во 5 глава. Галатјаните 5 глава. Што не вели овде Павле, кога ги кажува делата на телото и плодот на духот претходно, но сега ќе спомнеме делата на телото. Од 19 стих, 5 глава. А делата на телото се познати. Тоа се блудство, нечистотија, бесрамност, идолопоклонство, вражење, непријателства, препирка, ревнување, гнев, себичност, раздори, кривоверства, зависти, убиства, пијанства, срамни гозби и слични на овие, за кои ви зборувам однапред, како што ви реков и порано, дека оние кои прават такви работи нема да го наследат Божјото царство. И забележувате сега во 20 стих, така се некако преведени овие зборови овде, ревнување, меѓутоа, знаете, ревнување може да биде во позитивна насока, но овде поточно треба да стои збор во смисол на надпревар, надпреварување. Кој е подобар? Да бидеш подобар од другиот. Знаете, од овие причини Елен Вајт доста пишува во своите списи нешто што денес овој модерен адвентизам може не го разбере или па не сака да го разбере, затоа не се добри да се практикуваат оние надпреварувачки спортови или било што има надпреварувачки карактер. Тоа лошо делува на изградба на карактерот на еден христијанин. Ако понизноста е најголемата величина христијанска, тогаш каде да го сместиме надпреварувањето? Не може, нема место за тоа нешто. Се разбира, може да има и некои позитивни работи. Еве сега ќе кажем еден момент кој што денеска господи мислам со Трајче, откако јас, а тој веќе подолго време седам овде напред околу техниката, заради техниката, и одма позади мене е сестра Луиза, ја чувствувам дека почнав поубаво да пеам. Од причина што го слушам незиниот глас позади и сакам и јас да парирам. А Трајче го спомна истото и за Адела, затоа што тој седеше, односно таа седеше позади него. Да. Добро е ворете ако тоа е на слава и прослава Божја. Тоа е тоа. Но најчесто, значи, онака како функционира светот денеска за она за кој што зборуваме е ривалство, надпревар. Тоа е и тој втор збор. Значи, ревнување,
препирка, непријателство, неслога, раздори, ривалство не сме да постои кај христијаните. Меѓутоа, го имало тоа и кај учениците Христови. Се сеќавате, нели? Кој да биде прв, кој да биде најголем. И дури толку патетични биле овие двајцата браќа, Заведееви, Јаков и Јован, што барале врски преку мајка им. Да бидат еден од лева, еден од десна страна на Христа. Значи први министри таму, не знам што ќе му дојдат. Тоа е тоа. Замисли си, биле тим, требало да бидат тим, а ривали меѓу себе. Не оди тоа. Воопшто не оди. Но кога постои таков ривалитет, значи ривалство, надпревар меѓу еден и друг, може да дојде до се и се што, може да навистина да дојде до страшни ситуации. Јас пак ќе се сетам на една ситуација од детството и тоа, мислам дека го имам спомнато овде. Тоа е една ситуација, така беше по-драстична, иако е имало безброј. Дали сме играле фудбал, дали не знам тенис или она што го практикувавме, најчесто ќе се налютиме, ќе се испокараме и може ќе се испотепаме за еден аут или за гол, статива или било што ли било. Немаше таму, барем кај нас, се снаоѓавме два камења ќе ставиш и ете тоа ти е голот. Е сега дали е статива, ако е висока топката, па дали е надвор, дали е во голот, дали е... Меѓутоа имаше една ситуација кога игравме тенис со мој најблизок и комшија и другар Оливер. Тој сервира или тој ја удира топката и сега ја му викам аут, не е аут. Он вика не е аут, тоа е поен за мене. Јас му викам аут, не е аут. Јас му викам аут, не е аут. За месеци 2 години не зборувавме после тоа. Заради еден аут. Тоа е тоа. И имаше смешни ситуации каде што троица одиме, сега шетаме некаде и нормално измеѓу нас е третиот и ние преку него разговараме на некој начин. Тоа е тоа. Даниел не бил ни ривал, нечи, нити се надпреварувал. Тој бил верен и понизен Божи слуга. Има еден момент во Библијата, еден принцип кој што секој христијанин треба да го практикува, а и запишан во Јакововото послание, да отвориме таму во 4 глава 10 стих. Јаковово послание 4:10. Бидете понизни пред Господа и тој ќе ве возвиши. Или понизете се пред Господ, тој е во другиот превод, и тој ќе ве подигне. Внимавајте, значи сега има разлика овде. Што вели стихот? Кој треба да се понизи? Ние треба да се понизиме пред Господа. Има и друга една епизода, која што Господ знае да ја практикува за наше добро, да тој не понизи. Меѓутоа овде вели, ние самите се понизиме пред Господа, тоаш Господ ќе не подигне. Даниел се понизил пред Господа, препознал дека е слаб и затоа се такви неговите постапки. Ги собрал своите другари и му патиле молитва на Господа, барале од него решение. Не се удирал во гради, иако нели гледаме дека и другите отстапиле од таква помисла, и вавилонските мудрици, затоа што му кажале јасно на царот дека такво нешто не е возможно, па цар не може да побара такво нешто. Ајде да ни го кажеше сонот, па да го протолкуваме. Меѓутоа, ти ни сонот не го кажат, ние треба да го кажеме сонот. Како тоа? Да отвориме сега во 2 Коринќаните. Повторно збориме на Павле. 2 послание до Коринќаните, 12 глава. Второ послание до12 глава, 6 до 10.
Зашто ако би посакал да се фалам, нема да бидам неразумен, зашто би ја зборувал вистината. Но се воздржувам, за да не помисли некој за мене повеќе отколку што во мене гледа или од мене слуша. И за да не се возвишам поради прекумерните откровенија, даден ми е трн во телото, сатанин ангел, за да ме удира, за да не се возвишам. 3 пати го молев Господа за тоа, да го отстрани од мене. И тој ми рече, доста ти е мојата благодат, зашто мојата сила се покажува совршена во слабоста. Затоа со поголема радост ќе се фалам во своите слабости, за да се всели во мене Христовата сила. Останувам со добра волја во слабостите, навредите, неволите, прогонувањата, притиснувањата, заради Христа, зашто кога сум слаб, тогаш сум силен. Ете, тоа го осознал Даниел. Колку можеме ние да бидеме силни во ова време во кое што живееме, поготово во тие неволи кои што ќе дојдат. Наистина треба да се понизиме пред Господа и да бараме од Него и сила, и мудрост, и знаење, и се што е потребно. Го спомнав моментот кога Даниел се собрал со своите пријатели, со своите другари, и кажав изутринава дека тоа биле единствените, они четворица, меѓу сите. Не случајно со нив се собрал. Зошто? Затоа што знаел дека тие, исто како и него, се спремни да го послушаат Божиот совет. Никој од нив немало некој што ќе каже, абе, јас имам решение на проблемот. Што се секирате? Не. Го знаеле оној момент во Библијата кај што вели во мноштво советници е мудрост. Но, знаете, тука зависи со какви советници си имате работа. Даниел знаел со кого има работа. Затоа што може да соберете советници, па повторно да ве одведат во погрешен правец. Видите што вели во Псалм 119. Има еден убав стих. 119 Псалм 24 стих. Псалм 119, 24. Зашто твоите сведоштва се моја наслада, твоите се извинувам. Да, зашто твоите сведоштва се моја наслада, твоите повелби се мои советници. Значи, што сака да каже Библијата со ова? Советници, да, може да ти бидат луѓе и во мноштво на такви советници да е мудроста, но ако се држат до Божјата реч, меѓутоа најдобар советник се Божите повелби, Божјето слово. Односно самиот Бог. Затоа Даниел ги упатил своите молитви заедно со своите другари до Бога. Да прочитаме сега во прво послание до Коринјаните 9 глава. Што има овде Павле да ни каже? Се користи со една таква слика, како што претходно јас ви спомнав од моето искуство. Не знаете ли дека во тркалиштето трчаат сите тркачи, но само еден добива награда? Но така е во овој систем надвор. Затоа се тепаат кој да биде најдобар, кој да биде на подобра позиција, се лактаат и така натаму, да дојдат до позиција, до звање и така натаму. Но што вели, трчајте така и вие, за да ја добиете наградата. Но има една разлика голема кај Господа. Секој надпреварувач се воздржува од се, тие за да добијат распадлив венец, а ние нераспадлив. Затоа јас трчам така, некако кон неизвестно и се борам така, некако оној кој го бие ветрот, туку го совладувам своето тело и го правам свој роб, а јас кој им проповедав на другите да не бидам самиот непожелен. Да, точно е, за секој надпревар треба и подготовка, треба труд, но што вели? Не е еден кој што ја добива наградата. Секој надпреварувач може да го добие нераспадливиот венец. Кај Господа е така.
Господ не поддржува и не сака ривалство, надпревар, гордост, туку мили му се понизните. Тие понизните, покорните го добиваат Светиот Дух, а со тоа и Божјата сила, со тоа мудроста Божја, разбирањето на тајните Божии, па и толкување на соништа и така натаму. И сега спомнав, стихот во Јаков 4.10 велеше: понизете се пред Господа и тој ќе ве воздигне. Но ја гледаме разликата сега од Даниел до Навуходоносор, кој што не се понизил и покрај ситуациите кои што ги доживел и тој покрај Даниел и овие верни момци, туку, па затоа Господ морал да го понижи дори, и понизи и понижи. Ајде да се подсетиме. Најнапред во 2 глава Даниел. Ќе се враќаме назад во Даниел. Ќе читаме од 46 до 49 стих. Значи, ова е после, откако Даниел ќе му го протолкува сонот на Навуходоносор, кој што никој не можел да му го каже. Тогаш царот на Навуходоносор падна, ничко ми се поклони пред Даниел. Нареди да му принесат подарок и пријатно кадење. Нормално како што и вети претходно дека ќе има подарок за оној кој што ќе му го каже и протолкува сонот. И царот му рече на Даниела: на вистина вашиот Бог е Бог над боговите и Господар над царевите, откривател на тајните, кога можеше да ја откриеш оваа тајна. Царот го возвиши Даниел и го дарува со многу блескави дарови и така натаму, така натаму. Но гледаме дека Навуходоносор го возвишува Господа. Ова е прва ситуација. Во 3 глава, знаете откако многу бргу заборавил на тоа, па ќе направи кип, како што видел во сонот, меѓутоа целиот од злато, представувајќи се сами од себе си и неговото царство, и ќе нареди сите се поклонат на кипот, па знаеме што ќе се случи, дека овие 4 израелци нема да се поклонат, па ќе ги фрли во вжарената печка, па ќе биде сведок на чудо, каде што тие ќе излезат од таму живи и здрави, ништо нема да им фали, и самиот тој сведок: ја видов таму уште еден, налик на Божиот син. И после таа ситуација во 3 глава видите ги зборовите на Навуходоносор од 28 стих. Навуходоносор викна: благословен да е Седраховиот, Мисаховиот и Авданаровиот Бог, кој го испрати својот ангел и ги избави своите слуги, оние кои што се надел во него, та и не се покорија на царската наредба, туку побргу му ги предадува своите тела на огнот, отколку да му служат или да му се поклонуваат на друг, освен на својот Бог. И така наредувамо народи, племења и јазици: секој од вас кој би го похулил Седраховиот, Мисаховиот и Авданаровиот Бог, ќе биде раскинат на деловите, дури и декрет, наредба, да биде прославен Израеловиот Бог. И покрај сите овие ситуации, во 4 глава, тој пак ќе сони страшен сон, оној со дрвото, и како повторно Даниел ќе му го протолкува, ќе му каже многу јасно што е значењето на сонот. Тој ќе излезе еден ден таму после 12 месеци, како беше после 1 година, и ќе се фали со она што го гледа пред себе, значи Вавилон, градот и сите оние негови постигања. И читаме во 4 глава од 29 стих: 12 месеци подосна, шетајќи по Вавилонскиот царски дворец, царот велеше: нели е тоа големиот Вавилон што јас го изградив, за да ми биде царска престолнина со силата на својата моќ, за слава на моето величество. Уште с тие зборови беа во неговата уста, кога дојде глас од небото, она што Даниел му го кажал претходно: тебе ти се објавува, цару Навуходоносору, царството ти е одземено. Ќе бидеш протеран од друштвото на луѓето, ќе
ќе престојуваш со полските животни, ќе се храниш со трева како говедата и 7 времења ќе поминат на тебе додека не сознаеш дека Севишниот има власт на човечкото царство и дека тој го дава кому што сака. И веднаш словото се изврши на Навуходоносора, беше протерано човечкото друштво, јадеше трева како говедата, го переше небесна роса, влакната му пораснаа како волав, а неговите ногти како птичји канџи. Што стана од Навуходоносор? Меѓутоа, тоа е тоа, или ќе се понизиме пред Господа, или Господ ќе не понизи. Или ќе не понижи. Страшно нешто што му се случило, но се било за добро на крај. Барем кај него. Ете, колку е значајна таа голема христијанска величина, значи понизноста. Понизноста е битна, за да не го изгубиме разумот, поготово во ова време во кое што живееме. Нека Господ ни помогне во тоа и нека нему му е слава и фала за сите овие поуки. Амин.